Не? Супер. Да се зборувавме на практичниот час и имавме веќе едно предавање на YouTube за стилови способности, ако пишев тамо стилови способности, како идеја денеска работиме за брзина и некои кратки информации за брзина. Многу интересна тема е затоа што ќе видите, ако не се допре во младост, тогаш многу тешко се развива понатаму. Генерално се развива, таа ја добиваме паѓа доколку не ја вежбаме и многу тешко се подобрува. Значи, генетски е детерминирана, наследена е генетски многу. Така да исто како и кај брзина, кај другите моторички способности, кај брзината зборуваме за некои под број 1, значи дефиниција, под број 2 видови на брзина и под број 3 како се подобрува. Значи, кај сите моторички способности држите се до овој концепт. Што представува способност за манифестирање на брзина? Значи, и сами знаете, веднаш може да се замислите што значи некој да изведува брзо движење. Значи, тоа е или поединечно движење, например, да проба да фати некој предмет, голманот да изреагира брзо, да мечувалецот да направи еден потек брз, каратистот одбрана да направи еден потек брз, да фатите мува во лед, нели? Но исто така представува способност да што пократко време да се помине одреден пат. Значи, тоа е физичка големина. Во физиката сме сретнале тамо кога учевме физика, јас учев 7 одделение, мислам, 7 и 8. Така да немам некоја голема филозофија што представува моторичка способност брзина. Многу едноставно. За што пократок временски период да поминам одредено растојание. Дали со дел од телото, дали со цело тело. Многу едноставно. Видови на брзина ќе видиме во следниот дел и да, еве ги тука спомнав методи за развој на брзина и некои сензитивни фази за развој. Малку деликатно, ама ќе ги споменам. Океј, под број 2, видови на брзина. Кажав, немам многу посебно внимание да посветам на брзината, затоа што не е како силовите способности и издржливоста. Ни е потребно, апсолутно, многу е потребно, но многу тешко се тренира. Па еве може да видите дека 3 автори се одбрани и од овие 3 автори генерално слично кажуваат. Првим почнуваат сите со латентно време на моторна реакција. Што имам следно. Латентно време на моторна реакција, па потоа зборуваат за брзина на поединечно движење, брзина на локални движења, зборува Верхошански, вториот автор, и Ничин зборува повторно брзина на поединечни движења. Варфилд зборува за фреквентност на движењата. Овој Верхошански зборува повторно број 4 за фреквенција на неоптоварени движења, Ничин за фреквентност на движења и овде имаме под број 2 ке Верхошански брзина на движење со промена на положба на тело, премин од едно, друго својство над мали надворешни оптоварувања, Ничин вели спринтерска брзина. Што и да фатите од овој дел, нема да погрешите. Значи, доволно е и само Фарфилд да го цитирате, битно е дека има латентно време на моторна реакција. Има брзина на поединечни движења, фреквентност на движења, споменете спринтерска брзина ако сакате, тоа се тие работи кои што може да кажеме какви видови на брзина има. И сега што е латентно време на моторна реакција? Само да видам, да. Латентно време на моторна реакција е моментот, го објаснив на настава, но ќе го кажем и тука, е времето потребно од прием на сигналот, обработка на сигналот, до првата моторна реакција. Значи, прием на сигнал, знаете што значи, звук, видео, значи, така, на одреден сигнал дека ние треба да изреагираме. Може биде допир. Значи, со сензитивните органи да примиме некоја информација која што ќе не биде знак дека треба да изреагираме. Да изреагираме брзо. Значи, допир може да биде допир на дел од телото и дека кога ќе го допрете човекот треба да изреагира. Треба да направи некој брзо движење. Или визуелен, или звучен, нели? И сега, обработка на информацијата е кога централниот нервен систем ќе обработи информацијата и ќе прати точно насочени информации кои мускули треба да се активираат за да се направи движењето. Но,
Са што е интересно? Ова моторна реакција е во моментот латентно време на моторна реакција, уште еднаш ќе кажам, е времето потрошено за да започне движењето. Може така да го крстим. Значи се оно што се случува внатре во телото пред првата мускулна реакција. Ама не е тоа реакција дека ќе помине телото, некоја дел од телото или раката или ногата, некоја одредена дистанца, туку првата визуелна физиолошки всушност, но визуелна контракција што се случува. Значи самата реакција на телото веќе тоа влегува во моторна реакција, не е латентно време на моторна реакција. Значи не влегува во латентно, туку е манифестно. А нас да зборуваме за она латентно скриено време кој што ни е потребно за да дојде првата моторна реакција. Зошто се нарекува латентно? Затоа што не може да го видиме. Зошто е време? Затоа што е нешто се случува во позадина, па споменав дека, например, пократко време на реагирање или подобро латентно време на реакција имаат, например, голманите од играчите во било кој спорт, затоа што тие треба да направат побрза реакција. Ако споредуваме иста група на спортисти. Значи, ова латентно време се подобрува, работевме некои вежби по крстева, кои што се со тие што беа на настава, ќе потсетам. Например, имавме мирување, па сигнал, движење. Имавме неколку опции такви, значи од одредена положба во мирување, на одреден сигнал, дали ќе биде плесок, дали ќе биде свирче, дали ќе биде визуелен знак, треба да направите што побрза реакција. Стандардни се овие вежби се приметуваат во многу спортови и во рекреативни активности. Следното што го правевме беше движење, сигнал, па некој друго движење. Значи битно да има таа промена да има од една состојба во друга. Тога се тренира латентното време на моторна реакција. И третата опција беше, ние што сработевме, има и сигурно и повеќе, движење, сигнал, мирување. Значи повторно да има промена на нештата. Зошто е оваа слика ставена? За да видите што се случува, дека централниот нервен систем прима информацијата, ја обработува и ја праќа на ниво на саркомера преку моторните нерви. Значи прима преку сензитивни нерви, враќа преку моторни нерви и се создава првата мускулна контракција. Значи првата и најмала мускулна контракција веќе е во манифестен дел влегува. Се што е пред тоа е во латентен дел. И затоа нарекуваме латентно време на моторна реакција. Гледате колку потрошив нова. Зошто? Затоа што студентите не знаат, се случува да не знаат да го опишат латентното време на моторна реакција, а многу едноставно е, зборчињата се објаснуваат. Чека да видам сега овде што има нешто друго. Ќе се вратам назад, кај брзина на поединечни движења, веќе ги објаснив на почеток, но тоа е, например, брзина на исфрлање на предмети, неоптоварени. И може би оптоварени малку, ама сепак, например, брзина на исфрлање на копје, диск, со колка брзина ќе се заротираме, за да може да исфрлиме, што има бейсбол, исфрлање на топче и така натаму, неоптоварени движења или поединечно движење, фаќање на предмети и слично. И фреквентност на движење е фреквенција на движење имаме и во спринт, но имаме и проверка на брзина се прави преку едни тестови кои што се тапинг тестови, тие не ги сработевме, значи што побрзо да се направи движење од една кон друга страна. Овие тапинг тестови се интересни затоа што кажуваат за лабилност на на нервниот систем, затоа што тука има акцелерација, забрзување, ама има и децелерација, заспорување, ако ме гледате, па на другата страна има повторно забрзување и повторно заспорување. Во моментот пред да допрам на едната страна, ја треба да заспорам. И тука треба централниот нервен систем да биде доволно лабилен за да може да го направи тоа заспорување и закочување. На тој начин може би брзината ќе се покаже. Не се применува, се тестираат за брзина, за фреквентност на движење, но искрено немаат некоја голема употреба, а се дефинирани затоа што многу се употребуваат како тестови. Така да тука би завршил латентно време на моторна реакција, брзина на поединечно движење, фаќање мува во лет, нека да асоцира тоа.
фреквентност на движење и спринтерска брзина, која што знаеме дека е на тамо колку беше од 60 до 100 метри и 200 може да е, ама ќе видите дека всушност заради чиста брзина се смета максимум тука 60 до 100 метри дека. Овој слайд го рипнав погрешно, сум го ставил малку наопаку. Го користам постојано за моторичките способности. Може да видите каде е брзината, да потсетам. Значи, во латентниот простор брзината е одвоена како самостојна моторичка способност. Многу е уникатна, многу е генетски детерминирана, кажав, некои работи неколку пати ќе ги повторувам за да влезат во осеќавање. За разлика од други моторички способности како се групирани. Океј. Најбитниот момент. Како да подобрам брзина? Значи, ние всушност што правиме со брзината? Ние го стимулираме креативен фосфатниот систем и правиме централниот нервен систем да има подобра конекција со сензорните и моторните нерви. Значи, што побрзо да прими информација, да врати назад информација. Генерално тие два система ги активираме. Значи, централниот нервен систем, многу битен, и креативен фосфатниот систем. Само да видам дали имам овде нешто за... Немам, затоа ќе го споменам тука. Брзината или падот на брзината е интересна мерка за проценка на замор. Значи, вака, брзината се тренира наутро, кога сме одморени, затоа што централниот нервен систем треба да е одморен. Ако има пад на брзина, тоа значи дека и централниот нервен систем е заморен. Па на тој начин проверката на брзината, како што се например и некои counter movement jump преку opto-jump тестови или слично, може да за експлозивноста може да каже дали е заморен човекот што го тестираме или не. Па на тој начин да провериме дали може да го одигра мечот следниот ден или денеска или не. Тоа е замор на централен нервен систем. Бидејќи и експлозивноста некако е врзан централен нервен систем, затоа што треба да направи брза реакција. Исто и ке брзината се користи за проценка на заморот. Затоа ова го споменувам бидејќи е директно врзано со централниот нервен систем. Во овој другиот дел каде што зборуваме за креативен фосфатниот систем дека го тренираме, може да видите дека например креативен фосфатниот систем го имаме, вака ќе скокнам на овој слайд, затоа што тука ова го зборувавме кога беше издржливост. Ова е лактатна крива, нели, каде што го наоѓавме анаеробниот праг, добро е за потсетување. Лево од анаеробниот праг беше мешан режим на работа. Под 80% од максимална срцева фреквенција се трошат масноти, меѓу 80 и 90 од максимална срцева фреквенција се трошат масноти и јаглехидрати. Над анаеробниот праг, кој што е 4 милимоли на килограм, се троши јаглехидрати, можеме некои, тука сум пишал 40 до 60 минути, нека бидат 30 до 40 минути, запомнете го, затоа што ова 60 е за страшно искусни луѓе, но да, може. Постои литература за тоа, значи не е од мене извадено туку така. Сега, што ќе се случи ако забрзам, тогаш ќе влезам во брзина. Најчесто првин се забрзува, и тоа паѓа брзината, но ние да го гледаме теоретски, ако забрзам, тогаш влегувам во брзина. Тука веќе срцевата фреквенција нема никаква улога, не може да ја следиме. Значи можеме да ја следиме нешто блиску над анаеробниот праг, овде има експоненцијална крива на експоненцијална зависност на срцевата фреквенција. И тоа значи дека јас можам овде спринт да трчам максимум 10 на секунди, не повеќе, ако пише 15. Зошто не можам повеќе? Затоа што креативен фосфатот се потроши. Ова е многу битен момент. Значи ние креативен фосфатот во оваа алактантна фаза, така се нарекува, гледате има едно А, за разлика од ова кај што нема А, ова е лактатна фаза, каде што се лачат, ве подсетувам, лактати како нуспродукт. Ова е алактатна фаза, нема лачење на лактати, ама има трошење на креативен фосфат, не те единици. Колку временски имаме за да направиме еден спринт? Не повеќе од 10 секунди. Најреално 6-7 секунди, 8. Гледате колкава енергија, значи таа е како керозин, високооктанска енергија, ама не треба долго. За разлика од мастите. Мастите се
висококалорична енергија, ама не дават спринт. Гледате, маснотите не се вклучуваат во спринтот. Ова мора да, мислам, за да поставите тренинг, мора да го знаете ова, за да знаете што се троши и каков да биде интензитетот на нештото. И сега, ако знаеме дека брзината е независно срцова фреквенција, се троши креатин фосфат кинезе и имаме максимално тамо 6-7 секунди, тогаш како би требало да изгледа тренингот за брзина? Точно така треба да изгледа. Значи, правиме максимално брзи движења, кои што не траат подолго од 6 до 7 секунди. А колку време одмара? Ева, да сум пишал 6 до 10 секунди. Нема да погрешите. 15 е веќе проблем. Тоа е некоја силова брзинска издржливост. И 200 метри спринтот е брзинска издржливост, во почетни 400 е брзинска издржливост дефинитивно, ама и 200-ката веќе влегува затоа што вие имате тамо колку околу нешто 20 секунди, колку беше рекорд на 200 метри. Значи, ако е вамо 9 запирка нешто, вамо е сигурно 20. Ке ми коригирате ако точно имате информација да не барам, но бидејќи креатин фосфатот се троши за не повеќе од 10 на секунди, тогаш ние треба тренинзите да ги направиме такви ако трчаме повеќе од 10-15 секунди, тогаш ние нема да го форсираме креатин фосфатот, туку ќе влеземе, знаете ли, во кој режим. Што ќе трошиме ако трчаме над 15 секунди? Над 15 секунди, ама најбрзо. Има ли некоја идеја? Ајде да вратам кривата. Ако продолжиме да трчаме брзо, над 15 секунди. 10 нека биде, 15. Што ќе трошиме? Дали ќе може да ја одржиме брзината да биде иста? Никој не се осудува? Добро, јас ќе одговорам. Брзината нема да биде иста, ќе паѓа. Зошто? Затоа што веќе има малку и замор на централниот нервен систем после 6, 7, 8 секунда, но и креатин фосфатните резерви се потрошени. Така да нема да имаме енергија гориво за да дадеме максимална брзина. И ако продолжиме понатаму и сакаме брзо да трчаме, брзината ќе падне и ќе влеземе во лактатен режим, всушност ќе се трошат јаглехидрати. Брзо ќе трчаме, да, ама ќе се трошат јаглехидрати. Само потврдете ми дали ме слушате. Да. Океј, бидејќи гледам дека никој не знаеше да одговори. Супер. Колку, значи кажав, 6 до 10 секунди, колкав да биде одморот? Одморот треба да биде, например, ако сум трчал 6 секунди, еве го долу со црвено, помножено со 6, 36 секунди е доволно. Веќе 90 до 95% од креатин фосфатот е повратен. Значи, кај јаглехидратите, ако ги потрошиме, ни треба 24 часа да ги повратиме. Кај креатин фосфатот брзо се троши, брзо се враќа. Многу интересен механизам. Така да, мислам, ова се основите. Ако ова го знаете, тогаш ќе знаете и зошто правите, например, може да направите еден спринт, пречекате 1 минута, ќе направите уште еден спринт, ќе направите 30 до 35 такви спринта или брзи активности со максимална брзина за време на еден тренинг. Не повеќе. Доволно е 30-35. Тренингот може да трае 20 минути за брзина, ако е чиста брзина. Ако е само тренинг за брзина. Може да го инкорпорирате и со тренинг сила и слично. Се микса тука малку дали ќе трошите креатин фосфат повторно ако работите максимална сила или ќе работите силова издржливост, па нема да го допирате креатин фосфатот. Но ако работите чиста брзина, тогаш кратко трае загревање, добро загревање, истренување, мобилити, се што треба загревање, специфично загревање за брзина и после да направите 30 до 35 повторувања. Тоа се колку минути? Не повеќе од 30 минути. Што значи, ето го, ако направите 30 повторувања, 30 на минути трае целиот тренинг за брзина плюс загревањето. Колку пати неделно? Максимум еднаш неделно. Зошто? Затоа што може да се влезе во брзинска бариера. Брзинска бариера е кога централниот нервен систем веќе не може да се избори со потребите и централниот нервен систем е презаситен и не може да праќа импулси да задава брзи движења. Многу интересен феномен. Брзинска бариера се нарекува.
Што се случува и како треба да се опорави човекот кој што тренирал многу брзина од оваа брзинска бариера со детренинг или со нетренирање или со тренинг на удолница. Арно, ама најчесто ова е психолошки момент, проблем и се работи со нетренирање на брзина воопшто. Така да не треба да се претерува со тренингите за брзина. Значи, дури во спортските игри, конкретно е фудбал, се вели дека треба да исполни одреден број на неделни повторувања за брзина. Например, максимална брзина 20, 25, не повеќе, така велат истражувањето. Минимум 12 за да направи заштита од повреда, бидејќи брзината е потребна да се направи заштита од повреда. Зошто? Затоа што кинематиката на трчањето е таква да нели има брза фреквенција на агонисти и антагонисти, брзо се вклучуваат, се активираат и деактивираат, и тоа е потребно за да влезе во механика, во автоматизам, и затоа се вели дека треба да има 12 минимум, ама тука се негде 20 до 30 повторување брзи спринтови. Реакции да, ама долги спринтови од типот на 7-8 секунди и нема потреба да се прават, а треба да се прават. Значи, многу е деликатно. Не сме многу, а мора да се прави. Брзина нема да побарувате ке рекреативци, затоа во овој контекст за брзина зборувам за спортисти, млади, повозрастни, постари и така натаму. Мислам, зошто да не се допри кај рекреативци? Апсолутно, треба да пробаат да истрчаат нешто брзо. Но внимавајте, треба да имаат искуство во трчањето, ако е трчање или вефлање или велосипедизам, затоа што мускулатурата станува крута и може да се настане повреда. Ај уште едно, значи, еден интервал од 6 до 7, 10 секунди. Колкав е одморот после првиот интервал? 6-7 пати. Значи, ако бил 7 секунди помножено со 6, ако бил 10 секунди помножено со 6. Колкав број на вежби? 30 до 35, например 5, 6, 7 вида на вежби, 3, 4, 5 пати повторете ги. Значи, да соберете максимален 30 до 35. 30 до 35 повторување. Одморот, гледате овде пишува неактивен. Многу интересно. 7 и чекам. 40-50 секунди, 7, стоја. Не мрдам, мислам, не да бидам вкочанет. Ма не правам дополнителна активност, дозволувам креатин фосфатните резерви да се активираат, да се вратат, пардон. Дали овој дел јасен тука што го кажав? Да. Океј, претпоставам дека е јасно. Значи, зборувавме прво за видови. Што е брзина, дефиниција? Видови на брзина, спомнав тамо. Вториот слайд. Ги дообјаснив латентно време, брзина на фреквентни движења, поединечни движења, и овој делов е многу битен. Како се подобрува? Значи, како да направите тренинг за брзина? И ако видовте, се играм со јаглехидрати, креатин фосфат, масноти. И на испит сега се случува да прашам како ќе слабеете некога. И ми вела со спринтови. Добро, ајде да видам како изгледа тие спринтови, да не мислат со мала брзина. Нели, се збунил колегата или колешката. Не ми вели, ќе трчаме максимално брзо. И сега, ако максимално брзо трчаш и троши креатин фосфат, а не троши масноти, дали ќе слабееш? Нема да слабееш. Што значи, онаа кривава, што ви ја покажав, оваа крива секојаш да имате во предвид. Она е основна за да може да креирате тренинг. Дали ќе слабеам? Дали ќе подобрувам VO2 максимум во анаеробен прак и малку над него, или ќе работам брзина? Ете ги трите основни способности. Мислам, трите основни работи ги кажав. Тука е силата е секогаш јаглехидрати и креатин фосфат. Јаглехидрат и кога работиме до отказ е креатин фосфат. Значи, отказот е креатин фосфат. Една максимална репетиција креатин фосфат. А ако правам 40 склека, јаглехидрати. А ако правам цел ден склекови, тога се масноти. Многу се такви се нашите резерви и такви се нашите енергетски моменти. Океј. Овде имам, ова го сработевме, кажав покрстава. Супер, може да се работат, например, тренинзи за брзина на кратки растојанија, со вакви мали отсечки, па, например, еве го
X пробува да забрзува, ако гледаме од оваа страна, од лева кон десна, некој метро и пол, два растојание, X пробува да забрзува, значи човекот пробува да забрза многу до редот колоната број 2, или овде ред ке му дојде како и да е, значи до двојката, па од двојката пробува да оди полека, промена на состојба на движење. Па од тројка до четворка пробува да забрза повторно. Или едноставно може да забрза, мал одмор. Забрза до тројка, мал одмор. Забрза до четворка, мал одмор. И тоа се веќе некои десетина секунди. Може со промена на правец, може и да се работи, како што гледате, XX, значи во парови. Првиот кога ќе реши да смени правец и вториот да го следи. Тоа е брзина на реакција некоја и така натаму. Сега овде вели сензитивни фази, многу интересно, ќе споменам, се надевам понатаму, дека истражувањата за сензитивни фази се деликатни. Сензитивни фази представуваат фази каде што брзината, секоја способност вела дека се развива најдобро. И ако не ги допрете, всушност ако не дадете тренинг во таа сензитивна фаза, се очекува дека понатаму не може да подобрите некоја брзина од типот на сила, издржливост, брзина и така натаму. И тоа не е точно. Истражувањата велат дека не се правени добри истражувања. Интересно е дека пробано е да е најдена асоциација, многу малци истражувања го допираат ова и не се правени лонгитудинални истражувања од типот на ако оваа група на таа и таа возраст, на 12 годишна возраст работи за брзина, оваа другава не работи за брзина, дали двете ќе се подобруваат. Значи, такви истражувања скоро и да нема. Мислам дека е цитирано едно, со тоа што е исто така проблематичен бројот на испитаници. Тоа е за брзина. Она е повторно деликатна и да не знам, можеме и да кажуваме за сензитивна фаза, ќе ви кажем и зошто. Но кога зборуваме за сензитивни фази за сила, апсолутно нема логика, затоа што човек кој што не се движал и овие во космонаутите, астронаутите што одат во космосот, тие кои се вратат назад ја губат комплетно силата, па повторно ја враќаат, ја подобруваат. Сега можеме максималната сила би требало да се допре за да некој стане добар пауерлифтер во рани години, ама тоа е исто како и ке брзината се работи за неуропластичност на генетика. Значи, ние даден некој генетски потенцијал за брзи движења и треба да го искористиме. И ако не го искористиме во детство, од типот на да пробаме брзи движења тамо, тогаш многу потешко се искористува во стара возраст. Значи, тоа неуропластичноста на генетиката го некако објаснува. Но не навлегувам подалеку, ево овде стојат некои моменти кои што според Јанкускас и Логвинов, пазете која година, обемно истражување, вела дека брзината се подобрува, се развива, се консолидира, регрес, паѓа. Но морам да кажам дека повторно не е правено ово истражување со ротација на фактори се нарекува, со две групи, туку една група, таа им е проверувана брзината од 4-та година до 20-та година. И гледано е кај секој испитаник како брзината растела, дали паѓала, со редовни физички активности по физичко образование во училиште. Ама не знаеме дали ако некој тренирал брзина на 4 годишна возраст, навистина ќе биде побрз на 20 годишна возраст од овој други. Така да е деликатно, се споменуваат сензитивни фази. Мојот став е дека треба да се, конкретно имавме едно предавање сега минатава недела со професор Ванчо Петровски, база сензитивни фази, каде што тој фино го сублимираше неговото видување, што јас комплетно се сложувам. Работете со децата општо физичка подготовка додека се мали. Значи со децата се сила, издржливост, брзина. И на тој начин ќе бидете сигурни дека понатаму тие ќе направат добра база за да може да ги развиваат сите способности. Дали ќе било на 10 години, на 5, на 4, дека некој задоцнал, дека некој не може VO2 да подобри затоа што во сензитивната фаза не го подобрувал VO2. Неточно. Нема истражување за тоа. Но има истражувања дека некои генетски фактори влијаат да, како што го кажав,
Каталонецот Килиан Жорнет Бургада има 91 или 92 VO2 максимум. Значи тоа е генетика. Ние може да се, како велат, да застанеме на трпавици, не може да постигнеме ако таа вредност на VO2 максимум. Замислете Куперов Трст трча колку 4.500 метри за 12 минути. Мислам дека така нешто беше. Тоа значи генетиката има голема улога. Некој е надарен за нешто, некој не е надарен за нешто. Е сега прашање до вас, ако генетиката има голема улога, дали би ги лимитирале децата во одредени спортови? Да кажете, добар е, не е добар за овој спорт. Тренирај, не тренирај овој спорт. Што мислите? Еден, било кој или една, се едно. Сара? Марија? Јас мислам, професоре, дека генетиката има улога. Оти, например, ако некој дете што од мала возраст, например, е одредено за да биде, нели, атлетичар, тоа ќе го прави текот на целиот живот. Ќе земе да трча, например, и со тоа ќе повеќе брзината ќе му се подобри. Ај вака, Ја така мислам. Се сложувам, вака се, тоа се мислење, ваше мислење, моје мислење. Јас за ова мислење зборов. Дали, значи, сега малку излетав на темава. Ако сака да биде атлетичен, не знаеме, може би ќе покаже предиспозиција да биде брзо или не. Но дали би ги лимитирале децата да не тренираат некој спорт, например атлетика, ако не се брзи, а имаат љубов кон атлетика? Дали би ги лимитирале децата и кажете, слушај, ти не си брз, не можеш да играш фудбал? Дали мислите дека е тоа во ред? Не е во ред, професор. Апсолутно не е во ред. Затоа и прашав малку што... Може брзината да се подобри. Може би секоја способност да се подобри. Да, до нејзиниот генетски потенцијал. Тоа е тоа Сара што кажа. Ако има генетски потенцијал, да, може да се подобри. Арно, ама има тука друг еден социјален момент каде што и психолошки, ако го лимитирате некој му кажете, слушај, не си ти брз, не си за овој спорт. Тоа е посебно во детство, може да се направи траума животна. Значи, секој си има свое место. И Меси не трча под 12 км на надпревар, и ако игра шпиц, трча 6-7, ама си има свое место и знае како да застане, да се намести и да го покаже својот максимум. Така дека дечињата, особено ке децата, и послен пубертет, ке пубертетот ке видите по антропонтогенеза, како паѓаат способностите, тука се намалуваат ептен моторичките способности и треба да се има во предвид дека не сме да се демотивираат децата. Океј, имате ли некои прашања за силови способности? Пак силови способности. За брзински способности. И сега би сакал да кажам во кратко 5 минути едно истражување кое што е поврзано со креатив фосфат и со генетика. Најмногу со генетика, пошто ја допревме неизен. Овде се дадени коефициент на вроденост кај моторичките способности. Значи, која способност очекуваме дека може да се промени? Например, експлозивната силина и брзината, приметувате дека ке двата автора велат дека многу малце може да се смени. Ако некој може да трча максимално 12 секунди на 100 метра, но нема шанса да дојде до 10. Мислам, многу тешко. Многу тешко тоа е. Ама овој што трчал 11 или 10, многу полесно. Не е полесно, туку може да се доближи до светскиот рекорд. Сега не е тој случајот со издржливоста и не е тој случај со силата. Силата и издржливоста не се високо генетски детерминирани, значи не се зависни и тие може да се подобруваат. Само како пример ја ставив. Значи највисока генетска корелација има брзината, потоа експлозивната сила и флексибилноста понатаму доаѓа. Иако флексибилноста може да се менува, ама ако некој не може колениците да се ги дофати во длабок претклон, тогаш е проблематично. И сега зошто го кажувам ова?
затоа што се издвоени некои гени, добро е да ги имате како информација, кои што велат дека асоцираат на одредени моторички способности. Например, овие инсулин growth factor стила, митохондријал ДНА делува на, колку што имам информација, се надам дека не грешам, за издржливост. АЦ ген исто за издржливост. Арно, ама, ово е интересен, ќе го споменеме, ACTN3 ген, со него имам работено, значи крвни анализи правено во едно истражување, кој што вели дека може да процениме дали телото има доминација на брзи, доминација на спори или мешани мускулни влакна. Значи, кои мускулни влакна доминираат? Значи, не може генетски да видиме дали има предиспозиција за брзи движења или спори. Ако е брзи, тоа значи дека може таму каде што е креатин фосфат, брзите влакна учествуваат во максимална сила и учествуваат во експлозивност, што е повторно максимална сила тука негде, и во брзи движења, спринтови. А спорите мускулни влакна се црвени мускулни влакна, митохондријални, и тие учествуваат во движења кои што се спори, ама издржливост. Например, VO2. Овој најверојатно, тој што го спомнувам, Килиан Жорнет-Бургада со 91 VO2 max, има доминација на бели мускулни влакна или спори се тоа. И сега зошто го кажувам ова? Затоа што со ACTN3 генот може да одредите која алеја има мутација. Дали е XX, дали е RR, дали е RX мешана. Зошто го кажувам ова? Потоа, затоа што правевме едно истражување каде што велиме дека 3 групи на испитаници, всушност може да ја земеме како една група на поделени, една група на испитаници поделени според доминацијата на мускулните влакна. Еви ги овде од лева деснава страна може да ги видите. Значи, тие што имале доминација или мутација на ACTN3 генот, XX мутација, така се нарекува, тоа не е ништо лошо мутација, туку дека има таков тип на ген, на алеја во генот. Значи, ако има XX алеја, тогаш тие имаат доминација на бавни мускулни влакна. Овие што имаат RR алеја имаат доминација на брзи мускулни влакна. Овие што се RX, каде што постои RX, а не постојат другиве, тогаш има мешани мускулни влакна. И сите испитаници работеле, не го гледате ова, 3 групи работеле тренинг за еден РМ. И сите го подобриле еден РМ-от. Арно, ние сакавме да видиме дали брзиве, по логика некоја, бидејќи се генетски предоминирани за да ги вклучат нивните брзи мускулни влакна во еден РМ, каде што е креатин фосфат и силни движења, брзи и силни движења, бидејќи така доминираат нивните мускули, дали они ќе успеат во тоа да бидат подобри. И сега испитувањето, истражувањето беше тестирани на првиот ден, тестирани на 21 ден, тестирани на 42 дена, значи 6 недели. Ова се некои тестови кои што се работени и на крајот не е ни битно кои тестови се работени, ако го интересира можам да кажам некои, ова е ултра еко на мускулно ткиво и масно ткиво, антропометриски мерки дали има промена на ткиво и масно ткиво, мускулно и масно ткиво, тестови за сила и биодекс. Оваа справа ја споменав ке силовите способности. И сега што добивме? Добивме дека всушност може да приметите аритметичката средина ке бавните и ке брзите и ке мешаните во сите 3 тестирања е иста, значи во иницијално, во контролно и во финално тестирање они се блиску еден до други. Што значи дека напредувале, овие бавни во 13 кг успеале 16,6 кг после 21 ден, после 42 дена 19 кг. Ама и другите се тука. И овие брзи да ги гледате, об 13, 17 тука некаде се. И мешаните се исто тука некаде. Дури мешаните најмногу дигнале на крај. Ако така гледаме. Че бавниве да брзиве да дигнале најмногу. И сега ако направивме математичка статистичка анализа за да се докаже дали има разлика или нема разлика. Дали генетиката влијае на побрз развој на максимална сила или не влијае. Се докаже дека не влијае. Се покаже дека сите 3 групи, XX, RX и RR, всушност групата со доминација на бавни мускулни влакна, групата со доминација на брзи, и групата што имала мешани мускулни влакна, тренингот за сила исто влијал на нив. И со иста брзина ја подобрувале максималната сила. Се ова е пилот истражување.
можеби во иднина, сигурно во меѓувреме се направени уште некои вакви истражувања. Ние го сработевме ова на бицепс, на флексор во зглоб на лак и во екстензор во зглоб на лак, така да се покажа дека, што кажува и оваа дефиниција на Кидевиц и на Джонстон, дека не постои магичен ген. Туку постои тренинг, тренирање и ставање во функција на своите способности. Ако не сум доволно брз, можеби ќе бидам силен или издржлив, или можеби ќе се снајдам подобро во дадена ситуација. Ама дека треба да ги лимитираме, особено дечињата според тоа брз не е, брз нема да тренира, не. Тоа е погрешно и би требало да им се дава општо физичко образование уште од рана возраст, да се качуваат, да трчаат брзо, да се играат, да развиваат координација најмногу преку учење на нови движења. Така да ова истражување беше во контекст на генетика, бидејќи поврзано со брзина многу, и се надевам дека малку ви дадов слика како се прави истражување, ама и како овој труд е објавен, ACTN3 го има негде кај мене таму на Google, но и како да се носат заклучоци после тоа. Така да јас со овој дел би завршил сега. Имате ли нешто ме прашате за брзината? Изгледа во рекордно време, 53 секунди. Минути, пардон. Добро. Може да заклучам дека немате прашање. Прегледајте го уште еднаш предавањето, ќе ви стане јасно сигурно. Само кажете ми кога имате предавање оваа седмица, дали имате опција наутро да направиме во среда едно предавање, бидејќи во петок ќе ми биде проблематично. Што настава имате оваа седмица наутро? Тука сме. Оваа седмица ни откажаа предавање по кинезиолошка антропологија, немаме пливање, само некои изборни предмети, што има. Знаете вие кога ги имате или Викторија да ја прашувам? Прашате Викторија, пошто, например, јас професора немам тие изборни предмети, што повеќе е спорт и здравје што имаат секој ден. Да. Добро, ајде, окей, нека остане така, ќе ја прашам Викторија за да одржиме уште едно предавање, ако ништо друго ќе биде снимено предавањето. Сигурно, колку луѓе да се вклучат, така да ќе споделам информација на Facebook. Уште еднаш, ако немате прашање, да ви посакам убав ден. Нема. Поздрав на сите, пријатно. Пријатно. До гледање.